Ако за владата предводена од ВМРО ДПМН новите работни места беа и ќе останат прв приоритет, сигурно во врвот на приоритетите се и младите луѓе, со голем број проекти наменети токму за нив. Ние не само што инвестираме во образованието, сакаме да отвориме нови перспективи, нови можности за сите млади. Овој пат нема да се задржувам детално на проектите за младите кои се реализираа во минатото и се од повеќе различни сфери. Но само дозволете да напоменам 4 крупни работи кои се преземаа во минатиот месец дена или месец и половина, а се исклучително значени за оваа категорија. Ветивме и остваривме 4 многу значени мерки за младите луѓе. Прво, минатиот месец, поточно на 17 декември 2015 го објавив проектот Купи куќа за млади до 35 години и ова ветување го остваривме. Законот веќе помина во парламентот, тој проект веќе започна да се реализира и од пред 6 дена заинтересираните лица можат да аплицираат за финансиска подршка за стекнување на куќа под мощни поволни услови, какви што немало никогаш досега во Република Македонија. Ова е проект со кој директно им се помага на илјадници млади луѓе до 35 години, вклучувајќи и целата 35 година, да си обезбедат куќа под исклучително поволни услови со подршка на државата. Неповторлива можност со кој, без оглед дали се во брак или се сами, младите од земјава имаат можност преку 2 модела да добијат неповратни средства за да си го решат стамбеното, односно прашањето за куќа. Во оваа смисла да напоменам дека проектот ги офаќа и оние кои што имаат сега стан, а сакат да ги искористат условите за да изградат или купат куќа која ќе биде поголема од станот, може да ги користат овие услови. На почетокот на минатиот месец, поточно на 7 декември 2015 година, најавив и веќе од 1 јануари годинава започнаа да се реализираат 2 други значајни мерки за младите. Со цел грижа за повисок студентски стандард, обезбеден е бесплатен превоз за сите редовни студенти од државните универзитети во јавниот градски сообраќај секој ден во неделата на сите линии. Второ, покрај слободниот четврток, наменет за студентите, се отпочна со проектот Средношколска среда, со кој се обезбедија бесплатни билети за театрите, музеите, кината и бесплатен превоз на жичерницата на водно за средношколците. Минатиот месец, ветив, владата веќе ја усвои програмата и оваа година ќе биде реализирано. Студентите на 3 најдобро рангирани универзитети во Република Македонија, според ранг листата на Шангајскиот универзитет, кои имаат просек повисок од 9,5, кои се пред дипломирање, владата ќе им обезбеди бесплатно патување и ќе го покрие сместувањето, храната, авионскиот превоз и се друго што влегува во еден таков аранжман на 3 дестинации за кои проценивме дека се меѓу најатрактивните за патување на младите, односно Париз, Венеција и Барселона.